Јас сум Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците во општина Штип, во однос на прашањето на поднесени барања за легализација на бесправно изградени објекти до локалната самоуправа. Можам да кажам дека до сега, од 2011 година до сега, има позитивно, односно важени предмети, каде што граѓаните имаат добиено решение за легализација и имотен лист. Имаме за вкупно 423 лица кои што го имаат добиено, односно легализирано имотот. Исто така, одбиени барања кои што граѓаните не ги исполнуваат условите согласно законот за легално изградени нелегално изградени објекти, се вкупно 188 предмети и во периодот од 2011 година до сега дел од граѓаните имаат поднесено повеќе барања за ист предмет, кој што се однесува за легализација на ист објект, и вакви имаме вкупно 150 дупли бројчиња, каде што за овие граѓани од ромската заедница со пополнување на изјава од нивна страна, ваквите 150 барања беа избришани, односно беа одбиени со оглед на тоа дека веќе имаат поднесено ваков предмет. Она што е тековно и каде што има преостанати барања од сите години до сега, можем да истакнам дека во локалната самоуправа формиравме тим за побрзо решавање на барањата за легализација, каде што во рамки на локалната самоуправа, јас заедно со моите колеги Бејан Шакиров и Верица Ренџова направивме дата база на сите тековни предмети кои што се однесуваат за легализација и помагаме заедно со одделот за легализација сите комисии кои што се во функција на локалната самоуправа во решавањето на ваквите предмети. Можам да кажам дека до сега од дата базата која што имаме направено и во постапка се вкупно 266 предмети, кои што се надевам дека во периодот што следува за овие предмети, заедно со колегите од Оделението за урбанизам и колегите од нашата канцеларија, го вршиме, односно го администрираме целиот процес од комплетирање на потребната документација за легализација, уплатата, каде што во рамки на проектот, кој што го имаме добиено од Европската Унија, се плаќа решението за заклучок на граѓаните од ромската заедница, во зависност нели од сумата и квадратурата која што имаат граѓаните. Понатаму се врши уплата и на запишувањето на легализацијата на граѓаните и секако до добивањето на имотниот лист, каде што се надеваме и очекуваме дека барањата кои што се поднесуваат од ромската заедница, оние кои што ги исполнуваат условите и критериумите ќе бидат позитивно решени, но за граѓаните кои што се одбиени, кои што и нели немаат поднесено барање, ние и во рамки на проектот кој што го имаме, кој што ни е тековен, можам да кажам дека доколку се усвои законот за легализација, имаме простор за ново поднесување на барање на овие граѓани, каде што ќе можат да поднесат ново барање за оние кои што, да речеме, ги исполнуваат условите, а претходно со овој закон кој што е тековен не го направиле тоа, со цел да сите граѓани кои што ги следува, односно ги исполнуваат условите согласно законот за нелегално изградени објекти, да можат тоа да го направат согласно новиот закон, да поднесат барање, а со тоа и понатаму да им дадеме подршка во решавањето на нивното прашање во однос на легализацијата.